Здраво, Павле. Здраво, Лолита. Како си? Одлично. Би сакала да поразговараме, бидејќи интерно секогаш разговараме за процесите што ги прават менаџерите и лидерите. Посебно ти како најкомпетентен тренер, односно обучувач на програмите за лидерство и менеджмент, то всушност представува и што ги двои, што прави таа дистинкција од правилен менаџер и правилен лидер во денешно време. Океј. Супер е прашањето, одлично е моментот на тоа да сватиме дека имаме менаџери и лидери, меѓутоа исто така да сватиме да знаеме дека возможна е и комбинацијата на едно и друго. Менаџерите го планираат и ја работат функцијата на организацијата, тоест гледаат како да направат организацијата ефективна и ефикасна, на краток и на долг рок, додека пак лидерите имаат функцијата да ги водат процесите, тоест да ги водат луѓето за да се спроведе таа ефективност и ефикасност на краток и ефективност и ефикасност на долг рок. Многу компании инвестираат во обуки, стратегии и развој на менаџментот, но сепак продолжуваат да се соочуваат со истите проблеми. Зошто знаењето од една обука толку често станува само знаење, наместо да се претвори во реална промена на една компанија? Проблемот во стекнувањето на знаењето, тоест во применување на стекнатото знаење, наидува на тоа дека луѓето имаат отпор кон промените. За да можеме да спроведеме нешто ново што сме го научиле, треба да креираме и атмосфера на промена во која што луѓето ќе почнуваат да се прилагодуваат на новите состојби. Така да секое знаење ние многу едноставно учиме денеска и од рилсови, и од подкасти и ред такви работи, меѓутоа тоа за да се спроведе мора да се направат некакви промени, бидејќи луѓето веќе се во некаков мут на однесување и сега треба да смениме нешто за да го спроведеме новото знаење. А за кој е намената таа обука? Многу често слушам дека имаме ситуации како, ама знаеш што јас знам, овие работи ми се мене веќе познати, меѓутоа ја на многу пати имам кажано дека менаџерите и лидерите кои што сметаат дека премногу знаат и дека се знаат, веројатно се од тип на менаџери кои што се затворени. Јас во моето искуство и на моите обуки кои што ги организирам за менеджмент и лидерство, доаѓаат луѓе кои што се долги години на позиција менаџери, кои што се генерални менаџери, кои што се оперативни менаџери во не мора да се на највисоко ниво, меѓутоа ги има и едните и другите. Тоест луѓе кои што сакаат да слушнат нешто ново, да разменат искуство со луѓе кои што исто така се на позиции, луѓе кои што сакаат да научат нешто ново. Тука ќе дојдеме до едно прашање, како потоа се креираат тие тимови. Нели, бидејќи на обуката најверојатно учите како да делегираат тимови, некои компании имаат многу големи тимови, некои мали. Како ги правите тие дистинкции помеѓу организацијата и дали оперативата влегува во оваа обука каде што навлегувате во нивната пракса, секојдневие и реални проблеми? Океј, да. Мојата обука за менеджмент и лидерство е токму така креирана, да има многу интеракции, да има многу размена на искуство. Јас секогаш велам, едно е што ќе научиме од книга и што ќе научиме од нешто слушнато и прочитано, кога имаме една насока на учење, друго е што е она што ќе го слушнеме од луѓето кои што ни се заедно во групата. Така да таа интеракција на посетителите на обуката им дава можност да слушнат како другите се справуваат со истите проблеми со кои што се справуваат и тие. Така да има една поговорка, вели за секој проблем има минимум 3 решенија, меѓутоа сите ние знаеме дека кога тргаме да решаваме одреден проблем, стигаме до првото решение и го применуваме токму тоа. Ако е само така, ако стигаме до едно решение и ако сме во група од 15 луѓе, тогаш во даден момент доаѓаме до 15 решенија минимум, кои што ни даваат ново знаење и при тоа во таквите дискусии не зборуваме само јас најдов решение, него јас најдов решение вака и вака постапив. Така да имаме 15 различни ситуации, 15 начини како одредена ситуација да ја решиме во даден момент. И за крај уште едно прашање. Што е подобро? Отворена обука или затворена, односно обука во компанијата за вработените во одреден сектор? Сум ги имал и едната и другата ситуација и имало бенефити во едната и во другата ситуација. Имав пред неколку години на ситуација каде што 18 тим лидери беа пратени на истата обука и она кое што беше како заклучок на крај извадено, покрај тоа што нели
со динамика, од еднаш неделно 10 сесии се правеа и така натаму, така да бевме 2,5 месеца во мут на учење. Сите во исто време ги спроведуваа промените во нивните тимови, така да заклучокот после 6 месеца од таа обука беше од генералниот менеджер дека не се обучени само 18 луѓе, него напротив се обучени 75 луѓе, затоа што сите тие во исто време го ескалираа знаењето во своите тимови и спроведувањето на работите. Меѓутоа, имаме ситуација каде што доаѓаат луѓето на отворена обука, по еден, по двајца, по четворица од компанија и се во мешана група, тогаш имаме друг систем на учење, тогаш пак ќе кажам учењето на размена. Не дека овде го нема, затоа што различните луѓе имаат различна перцепција за една и иста работа, така да и во едната и во другата има различни перцепции и различни учења, меѓутоа овде веќе можеби повеќе искуство, различни компании, различни оддели, различни индустрии и така натаму. Така да не би направил поделба, ако компанијата има можност сите да ги прати во даден момент, убаво е да ги прати сите, да се направи група за нив, а ако треба да ги посецкаме луѓето двајца сега, двајца од наредна сесија и така натаму, тогаш може и таква варијанта, и едното и другото има бенефит од обуката. Друга тема што би сакала да се надоврзаме е комуникацијата. Добро. Што според тебе представува комуникација? Пријеска не измислам и помини додека ги зборувавме другиве работи, меѓутоа супер ово прашање, така да ќе го надоврзам тоа од пријеска што го мислев и сега. Првата работа која што треба да сватиме во комуникацијата е дека сме различни и дека секој оној кој што размислува различно од нас не значи дека размислува погрешно. Значи, една од работите во комуникацијата, мислам и дека главното е прво да научиме да ги почитуваме различностите кај луѓето, да знаеме да слушаме, за да почнеме да учиме. Јас секогаш велам додека слушаме, учиме, кога интерпретираме нешто, само го кажуваме она што веќе го знаеме и ништо ново од тоа не може да излезе, затоа мораме да научиме да слушаме. Супер, ти благодарам многу. Ти благодарам и на тебе.